Почитувани медиуми, неизвестноста и стравот од можни рестрикции на струја поради енергетската криза ги натера граѓаните спас да бараат во огревното дрво. Но поради лошото менаџирање и неспособноста на владата предводена од СДСМ, огревно дрво нема ни за лек. Јавното претпријатие Македонски шуми оваа година нема ниту 20% реализација на исечено огревно дрво потребно за задоволување на домашната потрошувачка. Во услови на енергетска криза, кога се повеќе домакинства кои што се грееле на струја, се ориентираат кон греење на дрва, Македонски шуми немаат доволни количини со овој енергенс. Граѓаните наместо да бидат услужени во подружниците на јавното претпријатие Македонски шуми, се препраќаат кај приватните стоваришта. Дека станува збор за смислено сценарио, односно за префрлање на големи профити кај приватни лица, наместо во јавното претпријатие Македонски шуми, говори фактор што во време на ВМРО ДПМН реализацијата на годишната сеча се движела до 90%, а само околу 10% од потребите биле задоволувани од страна на приватните стоваришта, за разлика од сега, кога реализацијата е само над 20%. Јавното претпријатие Македонски шуми оваа година на пазарот на огревно дрво практично понудиле 4 пати помалку дрво за греење во однос на минатите години. Намалената понуда влие и на зголемување на цената на огревното дрво во приватните стоваришта, кое во моментот се движи над 5000 денари за метар кубен. Но проблем нема само со дрвата. Голем дел од граѓаните се греат и на печки на пелети, а недостиг има и таму. Истиот тренд на зголемување го имаме и кај цената на пелетите, чија цена во однос на лани е зголемена тројно. Ако лани цената беше 12.000 денари за тон, денес еден тон пелети чини над 35.000 денари. Сето ова е предизвикано од недостиг на дрвна маса, огревно дрво и дрво за преработка, а причините од недоволното производство на Македонски шуми. Почитувани, Љупчо Николовски како ресорен министер, но и целата влада, треба да одговори пред граѓаните зошто дозволија да има недостиг на огревно дрво, а со тоа и негово поскапување, кога знаеме дека навремената сеча можело да го реши овој проблем. Дали народот плаќа поскапо огревно дрво и скапи пелети за поединци на власта да се збогатат? Одговорност за лошото менаџирање со институциите, неспособноста и негрижата на власта не смеа да плаќаат граѓаните. Ви благодарам.